Џудо Федерацијата на Македонија викендов ќе биде домаќин на вториот поред Европски јуниорски џудо куп Скопје 2024, кој што ќе се одржува во спортската сала Јане Сандански во Скопје од 9 до 11 август. На вториот поред Европскиот јуниорски џудо куп Скопје 2024 пријавени се надпреварувачи од 26 земји, од кои 163 во машка и 106 во женска конкуренција или вкупно 269 надпреварувачи и надпреварувачки. Најбројна е селекцијата на Грција со 27 надпреварувачи и надпреварувачки. Репрезентацијата на Македонија ќе биде застапена со 19 џудисти, 10 во машка и 9 во женска конкуренција, предводени од селекторот Александар Фузевски. Европскиот јуниорски џудо куп Скопје 2024 ќе биде надополнет и со тридневниот џудо камп. Наредната година Џудо Федерацијата на Македонија ќе биде организатор и домаќин на Европското кадетско првенство. Од Џудо Федерацијата на Македонија ги покануваат сите влюбеници во боречките спортови масовно да го посетат Европскиот џудо куп во Скопје. Влезот е бесплатен. Општина Кисела Вода ќе отвори нова градинка во Подстаница. Со донесена одлука од владата на Република Македонија, општина Кисела Вода правно го презеде управувањето со објектот кој претходно припаѓаше на јавна здравствена установа Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје. Тој во наредниот период ќе претрпи темелна реконструкција и ќе биде уреден според сите стандарди кои се бараат за една современа градинка. Убаво е кога се делат заеднички вредности и кога се имаат исти перспективи за тоа што е најдобро за нашите најмлади. Се надевам дека ќе реализираме уште многу вакви и слични проекти кои во фокусот го ставаат позитивниот развој на децата. Сакам и да потсетам дека кога го презедов мандатот, наследивме листа на чекање за упис во градинка со 450 деца. Во изминатите 3 години отворивме 2 нови градинки и ги проширивме капацитетите во многу други постоечки градинки. Овие мерки значително го намалија бројот на деца кои чекаат за упис. Моментално, уште 2 градинки се во процес на изградба. Едната градинка е во фаза на изградба, а за втората, во расадник, се обезбедени средства, изготвен е проектот и наскоро ќе почне градбата. Истакна градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Апсење за дрога на повеќе локации низ Скопје. Полицијата уапси дилери во Сарај, Драчево и аеродром. На 8 август во 11 часот и 30 минути во рекреативниот центар Езеро Треска, на подрачјето на општина Сарај, Скопско, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при Скопје лишиле од слобода 33 годишен граѓанин. Од него била пронајдена и одземена бела прашкаста материја. На 8 август во 13 часот и 20 минути во Скопје, на подрачјето на Драчево, полициски службеници од единицата за интервентна полиција Скопје го лишиле од слобода 20-годишникот од село Горно Количани, општина Студеничани. Од него биле пронајдени и одземени марихуана и нож. Истиот ден во 14 часот и 50 минути во Скопје, на подрачјето на општина Аеродром, полициски службеници од единицата за интервентна полиција Скопје лишиле од слобода 22-годишникот Скопје. Од него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, по добиеното известување од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, информира дека во недела поради технички зафати во водоводната мрежа со пречник од F700 на булевар Александар Македонски безброј кај подвозникот Асуц од 2 часот по полноќ до завршување со работните активности, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од дел од булеварот Александар Македонски. Во истиот термин со намален притисок на водата ќе бидат корисниците од ниската зона во населбата Автокоманда, поточно улиците Јани Лукровски, Лазар Поптрајков, Христо Ботев, 16-та македонска бригада и објектите во индустриската зона. Фабриките Скопска пивара, Кока-кола и Алкалоид, како и корисниците од булеварот Киро Глигоров, населба Маđари, населба Ченто, населба Хиподром, населба Стајковци и населба Трубарево во општина Газибаба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно ќе ја